Владата и ресорниот министер Николовски не смеат да се изземаат од утврдувањето на производните и откупните цени на земјоделските производи. Тоа е нивна обврска, сметаат тутунарите од 4 новоформирани тутунски здруженија. За таа цел јавно го повикуваме министерот да испрати барање до Институтот за тутун во Прилеп или до Земјоделскиот факултет во Скопје, каде агроекономистите ќе ги утврдат реалните трошоци за производство на килограм тутун во оваа реколта. И таа цена зголемена за 30% да биде основа за утврдување на просечната откупна цена. Според нив, ваков пристап требало да има и за сите земјоделски производи, ако државата сака да го зачува земјоделието и производството на храна, а и да ги заштити земјоделците кои сега се принудени или своите производи да ги продаваат по цена пониска од производната или да ги фрлаат на буниште, стои во нивната писмена реакција. Имаше обеќање дека ќе се направи тоа нешто, после на нашите повици едноставно не се одговараше и наша предпоставка е дека нешто тука е матно. Оти самите сме свесни дека последниве 3-4 години ние работиме, тутунарите работиме едноставно со загуба. Тутунарите имаат големи сомнежи во врска со активностите на Сојузот на земјоделски здруженија, особено откако неодамна владата му ја префрли топката за тој директно да преговара со откупувачите околу формирањето на годинашната откупна цена. За тутунарите неговиот легитимитет е спорен и сметаат дека е само продолжена рака на државата во злоупотребите на земјоделците. Ако го имаме факто кои луѓе моментално го вода Сојузот, како е Сојузот земен, преку Нојч, какви не проблематики се направени во тој сојуз. Наставно мислиме дека сојузот е во спрега со државата. Од една страна не штити нас, не штити во наводници, од друга страна ги штити откупувачите. Така да тоа што треба секој производител да се договара со откупувачите која цена, каква цена е, тоа е по наше видување едноставно замајување на народот, замајување на тутунарите. Исто така, она што дополнително ги вознемирува е и неодамнешното назначување на новиот директор на земјоделскиот инспекторат, кој истовремено е и собственик на една откупувачка компанија. Според тутунарите тоа е недопустливо, бидејќи има конфликт на интереси, а кој секако ќе биде на штета на тутунарите.